Во присуство на премиерите на Македонија и Косово, Христијан Мицкоски и Албин Курти, голем број министри, директорите на царинските служби и амбасадори, денеска беше пуштен во употреба системот за заедничка контрола или One Stop Shop на граничниот премин со Косово, Долно Блаце, Елас Хан. На граничниот премин е изградена нова физичка и дигитална инфраструктура, со која, како што беше посочено, воспоставен е функционален систем кој овозможува само едно застанување и една пасошка контрола, што значително ќе го олесни протокот на патници и стока со оглед на тоа што токму на овој граничен премин годишно поминуваат над 4 милиони патници. Граничниот премин Блаце е еден од најфреквентните гранични премини меѓу Македонија и Косово. Пуштањето на One Stop Shop или една контролна точка на овој граничен премин е од особено значење, како за побрз проток на патници, така и за поголем економски развој. Денешниот чекор е повеќе од билатерална политика и е дел од поголема слика во која целиот Западен Балкан се движи во иста насока кон Европската Унија, порача премиерот Мицкоски. Од македонската влада велат, со овој граничен премин се отвора ново поглавје на поврзаност, побрз транспорт, повеќе трговија, туризам, а најголем бенефит ќе имаат граѓаните кои веќе нема со часови да чекаат на граница. На најдобар начин покажуваме дека границата не мора да биде зид. Границата може и треба да биде наш заеднички мост. Мост кој поврзува луѓе, идеи, можности. Таа е премин кон европските вредности на соработка, на интеграција и на слободно движење. Ги обединуваме луѓето од двете страни на границата, не одрекувајќи се од историјата, туку градејќи ја иднината. За патниците тоа значи една проверка наместо две, пократко чекање и подобро искуство, а за службите по ефикасна работа, подобра координација и посилна борба против незаконските активности. Да подсетам, граничниот премин Блаце Елас Хан е еден од најфреквентните во државата. На Блаце, таму каде што пред 26 години човештвото и неговите определби за слободата, за единството, за еднината беа ставени на тест, денес символично започнуваме една нова историја на соработка за развој и напредок. Воспоставувањето на заеднички граничен премин ќе овозможи и забрзување на товарниот проток со што бенефит ќе имаат и компаниите. Косовскиот премиер Курти во својот говор посочи дека по подолг период ангажманот и посветеноста резултирале со проект кој е од огромна важност за сите, но и дека основањето заеднички гранични премини е повеќе од само гранична инфраструктура. Се надевам дека ова ќе биде придружуван со најскорошно завршување на автопатот Скопје-Блац и тунелот Призрен. Два суштински проекти кои што дополнително ќе ги зајакнат од поврзувањето. Покрај Косово, ваков граничен премин Македонија има воспоставено и со Србија и со Албанија.